Шетајќи се низ шумата, го најдов овој огромен зид зад мене и не знам што представува. Меѓутоа се протега со километри. Без воздух можеме да живееме 2 минути, без вода 3 дена, без храна 2 месеца. Значи, јасно е што е најважно на овој свет и што нам ни треба највеќе. Здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве зимам со мене на една мала прошетка во природа на чист воздух, затоа што на сите ни недостасува чист воздух. Па ајде да ве земам и да го споделам чистиот воздух со вас. Јас ве носам на прошетка на едно неверојатно место. Тоа е после селото Горно Лисиче, на некои 30 километри од Велес, каде што има прекрасна, недопрена природа. Меѓутоа, и оваа моја прошетка ме донесе до едно интересно откритие, а тоа е среде шумата пронајдов зид изграден од камења, долг километри. Значи, колку што можев, одев по него, го снимав, меѓутоа понатаму не можев да го снимам, а ќе го видите подоцна во видеото. Мостот изграден буквално, зидот изграден буквално среде шума и е многу интересен. Тоа ќе го видите подоцна во видеото, а сега ве носам да ви ја покажам оваа преубава природа, низ која што шетам. Значи, целта на видеото ми беше природата, меѓутоа пронајдов и многу интересно откритие, а тоа е зид среде шума, долг со километри, направен не знам кога. Значи, во ова видео ќе видите преубава природа, а исто така и малку мистерија. Затоа што на оваа земја, на секоја педа има остатоци од стара цивилизација и од нашата мистична, избришана историја. Ајде, гледајте го видеото, уживајте во природата и не заборавајте да си ја чуваме и сакаме природата, затоа што ни ја снемува.
Шетајќи се низ шумата, го најдов овој огромен зид зад мене и не знам што представува. Меѓутоа се протега со километри. Уште, тука гледате, уште трае зидот. Ето го тука уште. Има и горе делови од зидот. Видите назад колку долго продолжува зидот. Многу интересна градба. Направен е од сув камен. И многу интересно е оваа планина што е цела изградена. Гледате, има и горни слоеви, и долни слоеви. Назад се протега километри. Многу интересно. Ево и одблиску зидот, тој е висок некаде 2 метра. И се протега од целата должина на оваа линија. И конечно да сватиме и да си зацртаме дека овие места треба да ги чуваме, затоа што во Македонија имаме се помалку места каде што има чист воздух. За жал живееме во таква реалност, само загадуваме. Тие места кај што е воздухот загаден стануваат се поголеми, а овие места кај што има чист воздух стануваат се помали. И тоа е реалноста и се што можеме ние да направиме како луѓе кои што се живи во ова време е да направиме напор да ги зачуваме овие места и секако ако сме во можност да ги зголемиме. Тоа можеме да го направиме секако со пошумување, со чување на земјата, со спротивставување на бетонирањето и така натаму. И едноставно треба да направиме се што е во наша моќ да ги зачуваме овие места, затоа што тој податок дека Македонија пред 30 години имаше 67% на шума, моментално има под 20, е поразителен, застрашувачки и алармантен. Затоа да направиме се да ги зголемиме фабриките за кислород во Македонија,
кај што можеме да отвориме нови и да обезбедиме иднина за идните генерации. Тоа е мојата порака која што сакам да ви ја пратам преку ова видео. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Претплатете се, станете членови, поддржете ме, а ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.